Главниот град по дождот, каква е сликата денес во прво лице со скопскиот татко Орце Ѓорѓиевски, а оттаму ја имаме нашата драга колешка Сузе Турунџиева. Сузе, добро утро! Добро утро, Вики, ти благодарам за поздравот, за најавата. Да, точно така, ова утро се јавуваме од пред град Скопје, од мојата лева страна веќе ќе го видите нашиот градоначалник, господинот Орце Ѓорѓиевски. Градоначалник, добро утро, знам дека вчера го поминавте по големиот дел од попладнето на терен. Каква е ситуацијата утрово и дали воглавном се расчистени критичните места? Добро утро и поздрав до сите ваши гледачи најпрво. Фала му на Бога, вчера за многу кратко време ги саниравме штетите кои што беа предизвикани од обилните врнежи. Изминатиот период и регионот беше зафатен од врнежи сериозни, невремења. Не беше поштедена и Македонија, но и главниот град вчера. Некаде за 40 минути беа мобилизирани и интервенираа повеќе од 1000 вработени во јавните предпријатија и сметам дека сериозно добро се справивме со последиците предизвикани од невремето. Фала му на Бога, јас вчера изјавив, немаше жртви, нема ни некоја посериозна материјална штета предизвикана кај граѓаните. Имаше неколку возила кои што беа поради состојбата во која што се нашле оштетени, но доколку има потреба, јас се апелирав до граѓаните, можат слободно да се обратат до главниот град, за да им помогнеме во санирање на тие штети. Кои беа најтешко погодените точки во главниот град? Генерално најпогодени беа општина Газибава, општина Кисела вода и делови од аеродром. Секаде имаше во Скопје обилни врнежи, но овие три општини беа најпогодени, поточно три подвозници. Едниот беше булевар Србија, имаше проблем исто така во бутел на Христијан Тодоровски Карпош, дел од поврзувањето према Газибаба, и исто така кај Изгејт имавме малку посериозни проблеми, но како што споменав, некаде за 40 на минути се беше вратено во нормала. Тоа се оние точки кои што 30 на години се на удар, на назад, и секогаш кога има пообилни врнежи се соочуваме таму со проблеми како град. Добро е што на останатите места каде што во минатото имаше потешкоти и сега немавме проблеми, благодарение на тоа што службите навремено си ја вршат својата работа. Ние имаме над 20.000 сливници на територија на градот Скопје и тоа е огромна работа која што постојано ја сервисираат службите и обрнуваат внимание на тие точки. Токму затоа само на 3 позиции имавме проблем вчера, но брзо беше санирана ситуацијата. Можеме ли да имаме некоја бројка од прилика колку повици имаше и колку интервенции беа реализирани? Во градот Скопје има некаде околу 50 на повици вчера од граѓани. Најчесто се работеше за поплавени гаражи или пак подруми. Иако тоа е генерално обврска на локалните самоуправи, со кои што морам да истакнам, нашиот кризен штаб беше во постојана комуникација во текот на вчерашниот ден. Сепак и ние интервениравме, обезбедувајќи пумпи за испумпување на водата, имавме брзи реакции, се со цел за да се заштити тој дел од населението кој што беше погоден на ваков начин. Граѓаните вчера повторно беа заглавени, еден добар дел од граѓаните во поплавени улици. Дали се работеше според вас за исклучително големо невреме или пак за инфраструктурни слабости на кои треба да се поработи? Видете, јас сум градоначалник 7 месеци, за разлика од сите во минатото, јас сум многу поискрен. И ова вчера што се случи беше комбинација од двете работи, а тоа е нас ни се повторуваат 30 на години при секое невреме некои вакви состојби и тоа мораме да го решаваме во, но и тоа значи дека новите проекти кои што ги реализирам јас темелно се работат и се обрнува внимание на сите аспекти. Ја ќе го земам во предвид Лимак. Во минатото не беше предвидено целосно опфаќање со атмосферска канализација на целиот потек. Нашите служби заедно со проектантските бироа го преработија проектот затоа што гледаме малку понапред и сакаме да оставиме здрава инфраструктура за следните генерации, нешто што за жал ете како пропус се направило во минатото кога се реализирале проекти. Инаку имаше сериозно невреме, како што споменав на почетокот на моето излагање, на првото ваше прашање, цел регион беше зафатен од невреме изминатиот период. Еве има најави и за денес, ние сме подготвени за текот на утрешниот ден, така да ова се природни појави и ние мораме секогаш да бидеме подготвени за овие процеси. Има ли првична проценка на материјалната штета и дали граѓаните ќе можат истата да ја пријавуваат? Секако тоа е, како што споменав, обврска на локалните самоуправи на микрониво, секој во својата општина, но доколку
има потреба и доколку ете општините некаде не можат да излезат во пресед, стоиме ние како град Скопје на располагање, секако дека нема да оставиме загрозено било кое семејство во градот. Метеоролозите, како што кажавте и вие, најавуваат повторно временски испади, можеби и во текот на денешниот ден, а и во текот на наредните неколку денови. Дали екипите остануваат со дополнителна засиленост и дали можеби имате некој дополнителен план како да не ни се повтори вчерашниот колапс? Ние на сите пунктови имаме дежурни служби. Кризниот штаб е постојано активен, особено во вакви ситуации кога имаме, тоа е и за време на зимскиот период и еве сега во овие периоди кога има најава за обилни врнежи, ќе бидеме на терен постојано, активни се службите на терен, сите пунктови се активни, сите јавни предпријатија, дополнително вчера беше вклучена целосно и противпожарната бригада, кои што помага со своите возила и пумпите кои што ги поседуваат, така да мислам дека немаме никаква опасност и дека сериозно добро сме подготвени да се справиме со било какво невреме. Која е вашата порака до скопјани утринава? Верувам дека мирно стигнаа до своите работни места, на што да бидат подготвени и како да ги предвидат ваквите можни несакани ситуации? Да знаат дека имаат вистински партнер позади нив, градот стои целосно и јас како градоначалник да води грижа за сите нив, да не подлегнуваат на оние повици на паника, панични испади кои што ги имаа поединци вчера, најчесто од политички причини предизвикани, имаат, како што кажав, на кого да се потпрати, кој да мисли како да се средат состојбите. Впрочем, тоа вчера го покажавме на терен како делува во пракса. Ако земеме во предвид вакви слични ситуации, можеби и со помал интензитет на врнежи во минатото по неколку дена биле нефункционални и непроводни. Ако се сеќавате, дел од крстосниците во градот Скопје, вчера за 40 минути имавме се стајано под контрола. Така да сериозно сме подготвени, имаме добар тим, позади нив сме и било каков проблем со кој што се соочуваат можат слободно да се обратат на градот Скопје. Благодарам многу, ова многу значеше да се чуе ден после ваква ситуација. Јас би ги запрашала моите колеги во студио дали можеби имаме некое дополнително прашање за нашиот градоначалник. Во интерес на времето се си кажавте и благодариме за сите сервисни информации. Во прво лице со градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски ве поздравуваме одовде и тебе и градоначалникот и ете нека продолжат така ажурно да си ја завршуваат работата.